Добар ден и од мене, ова е новото издание на магазинот за родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Благодарение на развојот на технологијата, невработените мајки, покрај тоа што ги чуваат своите деца, имаат можност и да работат од дома. За тоа им е потребно телефон или компјутер и секако креативност. Денес имаме еден таков пример во студиото кој што треба да ви послужи како инспирација. Елена Петковска е во студиото. Добре ни дојде. Заедно со незината киркичка Теодора. Теди, здраво. Здраво. Како си? Добро. Убаво е во студиото? Да. Ке ни се представиш колку години имаш? 4. Дали одиш во градинка? Да, ама се уште кога имам 4 не одам. Не одиш, се уште не одиш, значи те чува мама, инаку имаш и братче, како се вика? Миха. Колку години има? 1. Одлично. Значи Елена мајка на 2 деца, по професија новинар, но откако станавте родител, одлучивте да не се реализирате професионално по струка и останавте дома да ги чувате, најнапред да чувате вашата киркичка Теодора. Тоа е крупен чекор, голем животен пресврт. Зошто се одлучивте на нешто такво? Желба ми беше, барем во почетокот, заедно да уживаме во годините, во растењето. Едноставно не сакав да го испуштам ниту еден миг. Проодување, прозборување, гугање, плачење, се сакав да доживеам дома. Значи не сакав да ја пратам во градинка Теодора. Сега веќе Михаел пушта потешко. А и пред да останам бремена, работев како новинар, репортажер. Правев репортажни емисии, патеписни, патував низ Македонија, ме немаше по 3-4 дена. Едноставно не можев тоа да го вклопам со толку мало бебе. Па дури и кога ќе порасне, не би си дозволила да ме нема по 3-4 дена дома. Некои жени сметаат дека тоа е голема жртва и бираат помеѓу, сметаат дека тоа значи да се бира помеѓу мајчинството и професионалната кариера, но вие не гледате на таков начин. Не би рекла. Кога реков дека нема да работам додека не порасне, барем да направи 2 години, 3, па тогаш планирав да ја пратам во градинка. Значи не планирав дека нема јас повеќе во животот да работам. Имав некои, не знам, планови да се вратам до новинарството, да продолжам кај што застанав, да најдам нова работа. Меѓутоа, патиштата ме однесоа на сосема друг пат и новинарството сега ми е малце така подзаборавено. Не верувам ни дека повторно би се занимавала со него. Се роди Ариза. Теодора имаше 8 месеци кога почнав да работам, значи кога ја направив веб страната, уствари фан страната на Facebook, и од тогаш гледам тука да се унапредувам и веќе сметам дека имам и кариера. Така, за жена која што е дома со децата која што ги чува, тоа не значи дека само ќе биде посветена на домашните обврски. Може жената да биде многу поамбициозна и да работи од дома. Почнавте ли да истражувате на почеток? Што се може да се работи од дома? Не. Се случи буквално преку викенд. Теодора беше мала, јас, новинар, македонскиот јазик, поготово пишаниот, збор, секогаш внимавам како пишувам и поезија, пишувам и проза. Кога барав да најдам некое штосно боди или блузиче со некој надпис на македонски, не можев да најдам. Сите беа или на англиски, или беа од српскиот пазар увезени. И почнав да измислувам некои интересни текстови, да го отсликам секојдневието кое го поминуваме. Неколку пати испечатив такви маички, почнаа да ги гледаат мајките, да ме прашуваат. Му викам на сопругот, јас мислам дека најдов нешто интересно за да можам да функционирам од дома, да не ја оставам Теодора, да бидам присутна во незиниот живот, меѓутоа и да допринесувам финансиски дома. И јас така ќе се чувствувам подобро отколку само да, иако домашните обврски мајките знаат дека се и многу повеќе од работа. И така се роди Ариза. Почнав да ги смислувам дизајните, буквално што го отсликуваа нашето секојдневие и деноноќие, што ни се случуваше со Теодора. Направив 15 на дизајни, во петок ги објавив, во понеделник веќе ги имав првите нарачки. Значи многу брзо се развиваше вашиот бизнис, од нас што почнавте да го работите од дома. Сега работата од дома има многу плусеви и минуси. Може ли да се насочите на што е предност, а што е мана на оваа работа, бидејќи не на секого му одговара да работи од дома? Искрено жонглирам со времето, жонглирам со обврските, затоа што кога си дома, они се дома. Значи ме гледаат тука, ќе седнам да сработам,
дошло време за појадок, дошло време за успивање, па стигнало време за ручак, значи ги пролонгирам работните обврски, ги пролонгирам некој пат нивните обврски ме гледаат, сакаат да искочат надвор да играат, меѓутоа јас морам да завршам додека е работно време, иако јас немам работно време. Тешко е. Меѓутоа кога ќе видам дека моите пријателки доаѓаат, завршуваат во 17 часот со работа, додека стигнат више дошло 18, веќе се поминал денот, поготово на зимно време, есенско, кога се стемнува брзо, искачаат во ноќ, се враќаат во ноќ и тогаш сваќам дека сум многу посреќна и со тие такви обврски и е тешко. Еве, например, синојка работев до 3 часот со Вајле, за да можам денеска да постигнам. Како изгледа еден семејно работен ден? Бидејќи сето тоа е измешано со две деца, како изгледа да се работи од дома? На почетокот беше лесно, беше само Теодора. Производите беа сведени на боди, на лигавчиња и беше полесно. Меѓутоа, еве веќе помина 4 години, уште малце во јуни ќе правам, од кога почнав. Палетата на производи се зголеми. Едно време имав работилница, меѓутоа кога се роди Михаел ми беше непрактично да трчам до дома и да работам, па целата работа ја преместив дома. Тешко е. Кога ќе седнеш таман, си го програмирал мозокот дека ова треба да го сработиш, на некој дете му се приспало, на друго сакало да искочи надвор, му се прија лужинка, направило белја, па морам да ги следам кој кај се качило да не искочи на тераса да не падне. Меѓутоа и тоа се поминува. Чекам да ги заспиам и во текот на ноќта најчесто работам. Така. Тоа, значи, домашните обврски и работата во семејна атмосфера не значи дека нема да има успех работата од дома. Вие сте одличен пример за тоа. Риза во моментот на Facebook ја следа 22.500 луѓе. Се надивавте ли на толку голем одзив? Искрено не. Првиот надпис кој го објавив беше ми растат заби, затоа се дерам 24/7, окей, затоа што Теодора до 2 години не спиеше и буквално се дереше дење ноќе и сите само викаа забите се. И тоа беше дизајнот кој го постира во една од поголемите групи на Facebook и во истата секунда имаше над 2000 шерувања. Значи нема мајка која не се пронајде. И не им беше јасно да се идентификуваат со таа ситуација. И само ги тагнуваа пријателките, гледај, не си само ти, не сме само ние. Буквално го искористив мигот, и тоа што на пазарот не дека немаше ваков тип на производи печатени будиња, меѓутоа на македонски испишани на кирилица, тоа е Ариза значи подари. Мотото е биди што се на кирилица, значи немаше ништо испишано на кирилица. И мајките се препознаа буквално во дизајните и тоа е тој момент кој го искористив. И така буквално почна. Искрено не очекував. Така. Имате ли помош од некого или комплетно се сама работите? Па, нормално Теодора на вистина ми помага, поготово кога има работа со ножици. Меѓутоа имам, да, претежно работам се сама. Сама ги зимам нарачките, сама ги изработувам дизајните, меѓутоа во последно време гледам да си најдам помош, затоа што со 2 деца на вистина е тешко да искочам во пресрет на све оно што се случува секојдневно. Па затоа имам соработници, не знам, дизајнер, имам девојче која понекогаш која ангажирам и ми одговара на пораките на Facebook, бидејќи немам продавница, сметам дека не ми е потребно, бидејќи најголемиот денеска на интернет се функционира. Меѓутоа најголемиот дел од производите се персонализирани. Ова тука што донесов е изработено за моите деца и некои нарачки кои што ми се тековни денеска и треба да ги предадам. Значи ретко кога имам готов производ за да може да се види и да се купи. Сите фотографии што ги имам изложено на фан страната се лично мои, значи нема ниту една превземена од интернет, се она што јас сум сработила. Одлично. Теодора, помагаш на мама? Сакаш да сечеш со ножички? Да. Да. Кажи ми, дали сакаш да одиш на одмор? Еве сега тука гледам една фотографија на која што си на плажа. Там. Каде си таму на одмор? Па ја од таму сум седела многу деда. Што има во шишенцето, ќе ми кажеш? Тоа шишенце од таму е. Да, тој е од таму, тој е од Торони, песокот од Торони, значи изработувате рамки
во кој што на еден многу креативен начин ги пакувате спомените. Да. Еве сега гледам иде првата спомен во рамка која изработив, тоа е за Теодора. Тоа мислам дека тие инсерти пред малку може да ги видат гледачите. Сега би сакала да ги скоментираме овие рамки што ни ги донесовте во студиото. Јас сум човек што ги сакам спомените, меѓутоа ги сакам и да ги опипам, сакам да ги оставам во наследство. Многу работи чувам кои ми значеле во животот. Ова е последната рамка изработена за нив двајца, првиот заеднички одмор ни ова, како 4 члена семејство, и секогаш кога си одиме од некаде, зимаме некој спомен. Теодора исто тешко се разделува, поготово од вода, риби се во хороскоп со врати. И за да не се разочарајте дека си одиме одморот заврши, малецки не можам да ја објаснам дека тука не можеме да живееме, отидовме го собравме песокот, а тоа е шишенце кое ни го дадоа газдите кај што престојувавме, беше со узо. Е викам, таман ќе ни дојде да можеме да го врамиме. И нормално само што се вративме од одмор ги развив сликите и веднаш ги урамив. И ова е на централно место во домот. Во домот. Значи, имате порачки за вакви конкретно ова искрено прв пат сега ја објавувам, ја немам објавена оваа рамка до сега. Тешко ми е да ги доловам, да ги сликнам и да ја вистински да ја пренесам на Facebook, бидејќи доста голема стакло рефлексија ми даде, решив да не ја објавувам. Меѓутоа да, луѓето многу често бараат да се урамат дури работи што не би ми текнале. Сега имам нарачка да урамам четки. Четки за боење на една млада уметничка. Првите четки со кои почнала да работи и викам пред да ми нацрташ една позадина за да може да ги ставиме. Значи почнаа луѓето да ми ја сваќаат целата таа замисла која имам со спомен во рамка и бараат. Што најчесто бараат? Дали најчесто бараат алкичките од болница, така? Со нив и почнав како спомен во рамка, значи моите производи скоро сите производи имаат име. Овие се спомен во рамка, алкичките, нејзините, чудејки се каде да ги ставам, а да не ги загубам. Викам, зашто да не ги врамам? Нормално и напишав една песна посветена за незе, ги врамивме и во моментот кога објавив имаше буквално за 1 сат десетина нарачки, мајките сватија дека се губат. Еве моите алки од јас кога сум била бебе, не знам каде се и ќе нарачаат. Така. На кој начин се нарачува? Дали најчесто тоа го прават на Facebook? На Facebook страницата има ли друг начин за комуникација? Најчесто на Facebook, да. Најпрактично, најпрегледно, грешки сведени на буквално на минимум, све е напишано да може да се прегледа и телефонски. Така. Сега се надевам ќе почнам, чекам да пораснат малце децата да можам да посетувам базари, нели да учествувам. За сега сум само на фан страната на Ариза и сите нарачки се онлайн. Размислувате како понатаму овој ваш бизнис кој што го работите од дома би можеле да го развивате? Да. Секако, буквално деноноќно телефонот сега во ноутс имам запишано неколку идеи. Пред да заспиам, тогаш мозокот ми мислам дека најодморен. Тогаш ги креирам и денот и плановите. Си имам поставено цели кои се, не знам, на 3-месечие, на 6 месеци. Не е веќе интересно во студиото толку. Уште малце. Не можам да чекам. Уште малку и уште 3 минути ќе треба да причекаш. Еве се наближува крајот емисија. Поделени ми се во 3-месечија и на половина на годината да извадам, да лансирам нели нов производ. Се уште не гледам во иднина дека би имала продавница, едноставно или изложбен салон. Не се ја гледам се уште работата така. Меѓутоа сега за сега вака супер функционирам. Така. Инаку тројца гледачи на 0N+ ќе добијат подарок од Ариза. Да, овие се вакви миниатурни будиња за автомобил. Прекрасни се. Да можам да се пофалам дека се единствени на пазарот кај мене. Одлично. Значи, тоа е еден производ. Мислам дека немаме простор да ги вклучиме гледачите во емисија. Еве, двајца гледачи што ќе се јават на телефон, ќе ги од вориже ќе ги запишат нивните податоци и еден гледач на нашата Facebook страница ќе добие ваков подарок. Значи на Facebook приклучете се на 0N+ на телевизија Телма и таму ќе бидат објавени всушност и сите добитници на овие бодиња. Вози внимателно принцезата Мила, ево кола. Да, јас да искористам ова ми е последниот дизајн.
подарок за тебе. О, благодарам. Благодарам многу. Имаше една приказна која нонстоп кружи на Facebook, за тоа у жена мајка кралица. Одлично. Требаше да ми ја дадеш пред почетокот на емисија, ќе ја облечев. Буквално Токму така се чувствува. Инспирацијата секаде ја наоѓам. Ова се роди од една приказна која нонстоп кружи на Facebook, за тоа како сопругот го прашува што работи вашата сопруга, он вика ништо. Кој ги храни децата? Сопругата. Кој ве пегла? Сопругата. Нели буквално целото домаќинство го води, па како тоа вашата сопруга не работи. Значи ова е како една заслуга на мајките, затоа што стварно се жени, мајки, кралици. Не дека оние жени кои не се мајки не се, меѓутоа ета, да си дадеме мала благодарност. Апсолутно, ти благодарам многу. И еве само една порака до сите оние невработени мајки кои што дома се соочени со многу обврски, сакаат да придонесуваат во домашниот буџет во однос на работата од дома, еден ваш совет. Да не се плашат да почнат. Јас овој бизнис го почнав со 100 евра, буквално, и преку ноќ. Кога се сака, се може. Важно е да се погоди мигот. Не дека ова беше првата работа која ја испробав и е успешна. Претходно имав можеби и над 20 обиди. Не дека не успешни, меѓутоа не се пронедов. Тука се пронедов. Направив еден круг од љубов кон децата, кон работата, кон пишаниот збор, кон уметноста, дизајнот. Буквално све ставив во една кутија и оно што се работи да го исполнува, оно што работи, вела доколку го работите оно што го сакате, никогаш нема да чувствувате дека работите. Да, последен пат напишав сабота ми е работна, меѓутоа кога работам оно што го сакам, воопшто не го осеќам како работа, буквално со задоволство. Елена, ви благодарам што бевте дел од 0N+, што ја раскажавте вашата успешна приказна, дека може да се работи од дома и да се биде успешен во тоа. Еве една порака до сите жени, мајки кои што се кралици, да не се плашат доколку сакаат да работат од дома, да го направат првиот чекор. Ви благодарам што бевте дел од емисијата. Се гледаме секој работен ден во рамки на утринската на Телма. Пријатно.